Министерство за правда или на албански Министрија Drejtësisë. Таков надпис ќе стои на сите институции за спроведувањето на законот за двојазичност. Целата оваа работа ќе врши новата агенција која ќе прави преводи и надзор на правописните грешки. Двојазичните табли на сите државни институции се само еден од сегментите кои ги предвидува предлог законот договорен помеѓу политичките партии како услов за формирање на влада. Универзитетскиот професор Осман Кадриу, консултиран од партиите околу уставноста за одредени предлози, вели дека предлогот за двојазичноста предвидува формирање на јазична агенција која што ќе го надгледува спроведувањето на законот. Се предвидува инспекторат во рамките на агенцијата кој ќе има надлежност да следи како ќе се спроведува албанскиот јазик од страна на институциите. Инспекторатот ќе има надлежност да издава казни доколку се забележи дека институциите не се придржуваат до законот. Универзитетскиот професор од катедрата за албански јазик и книжевност Исмет Османи вели дека компетентните лица кои ќе се вработат во оваа институција треба да го познаваат јазикот, да бидат преведувачи со претходно искуство и универзитетски професори. Според него проблем ќе биде да се најдат сите тие експерти. Мислам дека на база на овој закон треба да постои еден заштитен механизам за јазикот или институцијата наречен јазична редакција за правилна употреба на говорниот и пишаниот албански јазик. Освен имењата на институциите, според предлог законот за употреба на јазиците се предвидува и следните парламентарни седници да се одвиваат и на албански јазик, на владините средби да се зборува албански, институциите да комуницираат без пречка и на албански, но и сообраќајните знаци да бидат на двата јазика.